Добре дојдовте на предавањето број 7 од ниво А2 на YouTube каналот за изучување германски јазик. Продолжуваме со снимањето на видеата со ред, а во ова видео ќе се запознаеме со сврзниците во германскиот јазик. Поради обемноста на ова предавање ќе биде поделено на два дела, а сега да започнеме со првиот дел. Die Konjunktionen или сврзници во германскиот јазик. Какви типови на сврзници постојат? За почеток, сврзници што поврзуваат две реченици, и тоа може да бидат сврзници што поврзуваат две главни реченици, сврзници што поврзуваат главна реченица со зависна реченица и сврзници што поврзуваат реченица со дел од реченица. Потоа, сврзници зависно од позицијата во реченицата, постојат сврзници на позиција 0 и сврзници на позиција 1. За сите овие типови на сврзници ќе учиме во првиот и вториот дел од предавањето број 7. Die Konjunktionen или сврзници. За почеток, што се тоа сврзници? Сврзниците служат за поврзување на две реченици, Sätze или реченица Satz со делови од реченица, Satz елемент. Например, ќе одам дома или ќе одам во кино. Во оваа реченица имаме сврзник или. И следна реченица, јас јадам хамбургер и пијам пиво. Во оваа реченица го имаме сврзникот и. Што може да поврзуваат сврзниците? Како што кажавме пред некоја минута, може да поврзуваат две главни реченици или Hauptsatz плюс Hauptsatz, главна реченица со зависна реченица или Hauptsatz плюс Nebensatz и реченица со дел од реченица, односно Satz плюс Satz елемент. Какви сврзници постојат? Постојат сврзници на нулта позиција или позицион 0 и сврзници на позиција 1 или позицион 1. Да видиме кои се сврзници во германскиот јазик, кои ќе ги учиме во овие две видеа. Тоа се ода или во превод, потоа und и, aber, но, denn, бидејќи, sondern, туку, deshalb, затоа или поради тоа, darum, кој е синоним со deshalb и го има истото значење, исто така, daher и deswegen го имаат истото значење, односно во превод затоа или поради тоа. Следни сврзници се außerdem или освен тоа, trotzdem во превод сепак или и покрај тоа, dennoch кој е синоним со trotzdem, потоа weil или бидејќи, да, кој е синоним со weil и го има истото значење, wenn, кога или ако, falls, во случај или ако, das, со две С букви,
означува дека или што. Потоа обвол, иако или инаку. Верент, што значи додека или во тек на. Алс, кога или отколку. Алс има две значења. И бефоа, што значи пред да. За секој од овие сврзници ќе извежбаме кога се користат, како се користат и примери во реченица. Пред да започнеме со учењето на сврзниците, треба да објаснеме што се тоа главни и зависни реченици во германскиот јазик. Што се тоа die Hauptsätze или главни реченици? Нормалните реченици се нарекуваат Hauptsätze или главни реченици, бидејќи во нив глаголот секогаш стои на второ место или втора позиција во реченицата. Да видиме еден пример. Ich bin glücklich или јас сум среќен. И Lina lernt Deutsch, Лина учи германски. Овие две реченици се главни реченици и може да се забележи дека во едната реченица на прва позиција е ich, на втора позиција е глаголот sein, а во реченицата од десната страна на табелата на прва позиција е Лина, на втора позиција глаголот lernen, конјугиран соодветно. Со користење на сврзници може да се поврзат две главни реченици во една главна реченица. Например, во оваа табела една главна реченица е Ich esse Eis или јас јадам сладолед. Друга главна реченица која ќе ја користиме Ich fahre Auto, јас возам автомобил. Со користење на сврзник од двете реченици ќе направиме една. Ich esse Eis während ich fahre Auto. Јас јадам сладолед додека возам автомобил. Сега да објаснеме што се тоа Nebensätze или зависни реченици. Зависните реченици се користат заедно со главна реченица по случаевите кога Hauptsatz или главната реченица не ја дава целосната информација. Например, главна реченица би била Ich weiß nicht, јас не знам, но не опишува оваа реченица што не знам јас. Па потребна е зависна реченица која ќе опише дека du sollst etwas essen, ти треба нешто да јадеш. Со користење на сврзници исто можат да се поврзат Hauptsatz со Nebensatz во една Nebensatz или главна плюс зависна реченица во една поголема зависна реченица. Да видиме пример. Ich weiß nicht, dass du etwas essen soll. Јас не знам дека ти треба нешто да јадеш. Во оваа реченица го користиме сврзникот das, кој значи дека. Во овој дел од предавањето број 7 ќе учиме за сврзници за главните реченици и тоа die Konjunktionen für Hauptsätze. Да ги објаснеме правилата при поврзување на две главни реченици со помош на сврзник. Глаголот останува на второ место или позиција zwei во двете реченици.
и секогаш е конјугиран, не е во инфинитив форма, без разлика на кое место од реченицата се наоѓа. Правила за сврзниците во главните реченици е тоа дека стои сврзникот на позиција 0 или позиција 1, од тоа зависно кој сврзник се користи. И сврзникот на позиција 0 стои секогаш пред подметот, а сврзникот на позиција 1 пред глаголот. Да видиме еден пример со спојување на две главни реченици. Ich trinke Saft und ich esse Salat jeden Tag. Со плава боја се обележани глаголите trinken и essen, а со црвена боја имаме сврзник во случајов und. Можеме да забележиме дека во двете реченици глаголот стои на позиција 2, а сврзникот und спаѓа во сврзници кои се на позиција 0. Во втората реченица ist sehr blöd, deshalb bleibt zur Schule. Во оваа реченица исто имаме глаголот на втора позиција, секогаш, но користиме друг сврзник, deshalb, што значи поради тоа. А сега да видиме кои се сврзници за главни реченици, што секогаш треба да стојат на позиција 0. Сврзникот ода, во превод што значи или, und и, aber, но, denn, бидејќи и sondern, туку. А на позиција 1 се сврзениците deshalb, што значи затоа или поради тоа, darum, кој го има истото значење, daher, исто, и deswegen. Значи во истата реченица, со истото значење можеме да го користиме кој сакаме од овие сврзници. Истото значи за trotzdem, кој има превод сепак или покрај тоа, и е синоним со dennoch, кој го има истото значење. Во сврзници за главни реченици кои спаѓаат во позиција 1 е и außerdem, што значи освен тоа. А сега да прочитаме примери за секој од овие сврзници. Ке започнеме со сврзниците од позиција 0. Прв е сврзникот ода или. Прва реченица Ich fahre nach Schule oder ich bleibe zu Hause. Јас возам кон училиште или јас останувам дома. Може да се забележи дека во двете реченици, односно реченицата пред запирката и реченицата после запирката, глаголите се на втора позиција, а сврзникот ода е на нулта. Следна реченица, која ќе ја прочитаме е Sprichst du Macedonisch, Deutsch oder du sprichst Französisch? Зборуваш ли ти македонски, германски или ти зборуваш француски? Tom kauft Bier oder er kauft Wein. Том купува пиво или тој купува вино. Kommen Sie aus China oder Sie kommen aus Japan? Доаѓате ли вие од Кина или од Јапонија? Am Sonntag
besuche ich meine Mutter oder ich meine Freundin. Во недела ја посетувам мојата мајка или мојата пријателка. Да ја прочитаме уште еднаш реченицата целосно. Am Sonntag besuche ich meine Mutter oder ich besuche meine Freundin. Во недела ја посетувам јас мојата мајка или мојата пријателка. И последна реченица за овој сврзник. Wir spielen Fußball oder Basketball. Ние играме фудбал или кошарка. Следен сврзник на нулта позиција е сврзникот und, кој значи и. Ich trinke Saft und ich trinke Wein. Јас пијам сок и јас пијам вино. Paul und Leon spielen mit ihren Freunden. Paul и Леон играат со нивните пријатели. Tom kauft Bier und er kauft Wein. Том купува пиво и тој купува вино. Ich nehme ein Auto und ich nehme eine Yacht. Јас земам автомобил и јас земам јахта. Ich kaufe einen Rock und ich kaufe eine Bluse. Јас купувам сукња и јас купувам кошула. Emma sitzt auf dem Stuhl und sie liest ein Buch. Ема седи на столот и таа чита книга. Следен сврзник кој ќе го учиме во ова видео е сврзникот aber, во превод но. Die Mutter ist nett, aber streng. Мајката е љубезна, но строга. Ich mag Tee nicht, aber Kaffee sehr. Јас не обожавам чај, но кафе многу. Ich bin in die Schule gegangen, aber ich bin später gekommen. Јас отидов на училиште, но јас дојдов подоцна. Ich möchte ein Flugzeug kaufen, aber es ist zu teuer. Јас би сакал авион да купам, но тој е скап. Премногу скап. Max isst kein Fleisch, aber er isst Milchprodukte. Макс не јади месо, но тој јади млечни продукти. И последна реченица, ich wohne in einem kleinen Haus, aber es gefällt mir. Јас живеам во мала куќа, но ми се допаѓа на мене. Следен сврзник за кој ќе вежбаме реченици е сврзникот ден, во превод бидејќи. Ich lerne Deutsch, denn ich will in Deutschland wohnen. Јас учам германски, бидејќи јас сакам во Германија да живеам. Sie möchtet kein Fleisch, denn sie ist Vegetarier. Таа не сака месо, бидејќи таа е вегетаријанец. Martina geht nicht in die Schule, denn sie ist krank. Мартина не оди на училиште, бидејќи таа е болна. Mein Bruder kauft das Auto nicht, denn es ist zu teuer. Мојот брат не го купува автомобилот, бидејќи тој е премногу скап. Sie tanzt alleine, denn sie hat keinen Partner. Таа танцува самата, бидејќи таа нема партнер. И ich muss lernen, denn ich habe keine Zeit. Јас треба да учам, или јас морам да учам, бидејќи јас немам време. Од позиција 0 ќе учиме и за сврзникот зондам или туку.
Например, Alex ist nicht dumm, sondern hat schlechte Noten. Алекс не е глупав, туку тој има лоши оцени. Nicht Anna, sondern Mia hat die Schwimmbad geputzt. Не Ана, туку Мија го исчисти базенот. Ich bleibe nicht zu Hause, sondern gehe mit Freunden aus. Јас не останувам дома, туку излегувам со пријателите. Ihr geht nicht zu Fuß, sondern ihr fahrt mit dem Bus. Вие не идите, не одите пешки, туку вие се возите со автобус. Das ist keine Torte, sondern eine Schokolade. Ова не е торта, туку чоколадо. Dieser Computer ist nicht nur teuer, sondern funktioniert auch nicht gut. Овој компјутер не е само скап, туку тој функционира исто така лошо. А сега продолжуваме со сврзници за главни реченици на оние кои стојат на позиција 1 во реченицата. Тоа се deshalb, darum, daher и deswegen, кои го имат истото значење и можеме да ги користиме кои сакаме во истата реченица. Например, ich will Schneider werden, darum gehe ich in die Berufsschule. Јас сакам кројач да бидам, затоа одам јас во занаетчиско училиште. Er ist schüchtern, deswegen bleibt er zu Hause. Тој е страмежлив, поради тоа останува тој дома. Anna ist krank, deshalb geht sie nicht zur Schule. Ана е настината, поради тоа таа не оди на училиште. Ich arbeite viel, daher sehe ich müde aus. Јас работам многу, поради тоа изгледам изморено. Finn ist arbeitslos, deshalb hat er kein Geld. Фин е невработен, поради тоа тој нема пари. И последна реченица, ich habe den ganzen Tag gearbeitet, deswegen bin ich müde. Јас работев цел ден, затоа сум јас изморен. Следен сврзник е сврзникот trotzdem и сврзникот dennoch, кои имат исто значење и можеме да го користиме кој сакаме од овие два во истата реченица. Например, ich lerne nicht viel, trotzdem kann ich gut Deutsch sprechen. Или ich lerne nicht viel, dennoch kann ich gut Deutsch sprechen. Јас не учам многу и покрај тоа можам добро германски да зборувам. Es ist kalt, trotzdem gehe ich schwimmen. Студено е, но сепак јас одам да пливам. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet, dennoch bin ich munter. Јас работев цел ден, сепак сум јас расположен. Morgen habe ich einen Test, trotzdem lerne ich nicht. Сабајле имам јас тест и покрај тоа не учам. Ich bin müde, trotzdem gehe ich zur Arbeit. Јас сум изморен, сепак одам јас на работа. И последна реченица, Max liegt im Bett, dennoch schläft er nicht. Макс лежи во кревет, сепак тој не спие.
И последен сврзник за позиција 1 е außerdem, што значи освен тоа. Да прочитаме некои примери. Der neue Roboter kann lesen und außerdem kann er sprechen. Новиот робот може да чита и освен тоа може тој да зборува. Ich mag Fernsehen und ich interessiere mich außerdem für Sport. Јас обожавам да гледам телевизија и јас се интересирам освен тоа и за спорт. Das Obst ist lecker und außerdem gut für die Gesundheit. Овошјето е вкусно и освен тоа добро за здравието. Ich habe 2 Brüder, außerdem habe ich 3 Kinder. Јас имам двајца браќа, освен тоа имам јас 3 деца. Es ist zu früh zum Schlafen, außerdem bin ich nicht müde. Рано е за спиење, освен тоа јас не сум изморен. Der Saft ist nicht teuer, außerdem schmeckt er mir gut. Сокот не е скап, освен тоа вкусен ми е на мене. А сега, освен правилата кои ги учевме во претходните минути, да видиме де какви варијации постојат во сврзниците на главните реченици. Првата варијација е промена на местата на глаголот и сврзникот. При користење на одредени сврзници, како што се deshalb, darum, daher и deswegen, или trotzdem и dennoch, иако секогаш сврзниците се на позиција 1, а глаголот на позиција 2, можно е промена на местата. Да видиме еден пример. Finn ist arbeitslos, deshalb hat er kein Geld. Фин е невработен, поради тоа тој нема пари. Со плава боја е обележан глаголот, а со црвена сврзникот deshalb. Од десната страна ја имаме истата реченица, но со промена на местата. Finn ist arbeitslos und hat deshalb er kein Geld. Фин е невработен и нема поради тоа тој пари. Втората варијација кај главните реченици е тоа што освен главна плюс главна реченица можеме да формираме главна реченица плюс дел на реченица. Да видиме пример. Од левата страна во табелата имаме две главни реченици споени. Kommst du aus China oder kommst du aus Japan? Доаѓате ли вие од Кина или доаѓаш ти од Јапонија? Односно, доаѓаш ли ти од Кина или доаѓаш ли ти од Јапонија? Од десната страна ја имаме истата реченица. Kommst du aus China oder aus Japan? Доаѓаш ли ти од Кина или од Јапонија? Во оваа реченица имаме елемент од реченица на второто место. Првата реченица е Kommst du aus China, а делот од реченица е aus Japan. Да видиме уште еден пример. Luis isst eine Pizza und er isst einen Kuchen. Луис јади пица и тој јади колач. Во овој случај имаме спој на две главни реченици, а од десната страна истата реченица на спој на главна реченица со елемент на реченица. Luis isst eine Pizza und einen Kuchen. Луис јади пица и колач.
А сега за крај да направиме кратка вежба. Обидете се да ги поврзите сврзниците со нивниот превод. Trotzdem, сепак и покрај тоа, oder или, daher затоа или поради тоа, aber, но, und и sondern туку. Во ова реченица пополнете го сврзникот кој недостасува. Тој е среќен, но тој нема пари. Er ist glücklich, aber er hat kein Geld. Исто и во оваа реченица, јас сакам да учам германски, затоа доаѓам јас во училиште. Ich möchte gern Deutsch lernen, deshalb komme ich zur Schule. И последна реченица која ќе извежбаме, ние имаме всушност се, сепак ние не сме задоволни. Wir haben eigentlich alles, trotzdem sind wir nicht zufrieden. Тоа беше се за првиот дел од ова предавање за сврзниците во германскиот јазик. Очекувајте за брзо видео од вториот дел во кој ќе учиме за сврзници во формирање на зависни реченици. Ако ви се допадна видеото, дадете ни поддршка со лајк и субскрајб. И следете не на Instagram и на YouTube.